Новинарските текстови не смеат да се цензурираат. Цензурата е намера, тенденција да се омаловажи некој, а не чисто пренесување на факти и интерпретација на говор. Комуникологот Бојан Кордалов вели дека новинарите мора да ја задржат слободата на говор, бидејќи тоа е одлика на секоја демократска држава. Тој смета дека со оглед на тоа што Бугарија е членка на Европската унија, просторот за цензура на новинарите би требало да биде значително стеснет. Онаму каде што има слобода на говор на омраза нема и тоа е основното правило. Јас сум уверен дека зборуваме за Европска унија и сум уверен дека сите спроведување на било какви протоколи и договори ќе бидат во склад со меѓународното право и меѓународните договори каде што нема простор и не сме да има простор за цензура. Тоа е првата работа. Меѓутоа нагласувам дека слободата на изразувањето, слободата на мислата секако дека остануваат неприкосновени и тоа не зависи ниту од вас, ниту од мене, туку зависи од цивилизацијскиот напредок на кој што сме. Подпишаниот протокол со Бугарија ги разгневи и културните работници. Во делот за говор на омраза јасно стои дека новите книги, филмови, уметнички дела не смеат да ги навредат националните чувства на бугарите, а за тоа ќе треба да потпишат и писмена изјава. Се уште не се знае дали ќе има цензура на веќе објавените творби, како на пример филмовите Трето полувреме и Ослободување на Скопје или пак песните Бисер Балкански, Кога падна на Пирина и многу други. Според Кордалов, секојдневното чешување на ваквите творби нема да вроди со плод. Напротив, ќе ги врати двете земји на почеток. Меѓутоа, кога се оведува нешто ново, многу е јасно да се базира и постави на јасни темели. Бидејќи ако навлеземе во секојдневна проверка, анализа на тоа што државата контролира и дозволува да се прави, што се смета дека е добро или лошо, или ако тоа се прави под влијание на јавноста од едната или другата страна, мислам дека процесот ќе биде многу помалку успешен отколку што би бил кога јасно би се дефинирале правилата. Ке треба да се спречува и недобронамерна пропаганда од институции, агенции, фирми и граѓани, а директорите, градоначалниците, министрите и другите функционери ке треба да го мерат секој збор за бугарите да не се навредат. Комуниколозите апелираат власта делот за говор на омраза во протоколот добро да им го представи на граѓаните за да се разрешат сите дилеми час поскоро.